Председателката Гордана Силјановска-Давкова попладне во собраќај пред Генералното собрание на Обединетите нации. Се очекуваат нејзини пораки и ставови во однос на глобалните теми, но и регионалните прашања, особено во контекст на предизвиците на евроинтегративниот пат на земјава. Александар Спасовски известува во живо од Њујорк. Александар, кога се очекува говорот на председателката и што може да очекуваме како пораки? Цаци, говорот на председателката Силјановска-Давкова се очекува во секој момент. Мислам дека според оној редослед кој што го добивме како медиуми, има уште еден говорник пред неа, што значи дека некаде за околу 15 на минути до половина час би можело да очекуваме таа да се обрати пред 80-тото Генерално собрание на Обединетите нации. Од она што може да го очекуваме како нејзин говор овде пред ова највисоко тело во меѓународната заедница е практично една силна критика на процесот дека на македонското пристапување кон Европската унија, кој што е оптоварен со билатерални прашања. Според она што може да се очекува да го слушнеме од председателката, едно силно одбивање на оние услови кои што и се поставуваат на Македонија, пред се условите за промена на уставот. Се очекува председателката да потенцира дека Европската унија е систем на различности и дека нејзината основа е да се ценат различностите, што не е случај со Македонија, кога земјава се на некој начин се присилува да се откаже од своите идентитетски белези, да се откаже од својот јазик. Во делот на односот меѓу Македонија и Обединетите нации се очекува председателката да испрати јасна порака дека мора да се почитуваат пресудите на Меѓународниот суд за човекови права. Се очекува веројатно и да се испрати една критика кон начинот на кој што се одлучува за проширувањето во Европската унија, за оној консензус кој што практично е и пречка за тоа Македонија да се интегрира во европското семејство, меѓутоа и да се стави акцент на тоа дека интеграцијата на Западниот Балкан покрај се друго клучно е дека е прашање од безбедносната сфера. Се очекува председателката Силјановска да упати и уште една порака поврзана со изборот за нов генерален секретар на Обединетите нации, кој се очекува наредната година. Она што веќе го слушнавме во серијата нејзини обраќања кои што ги имаше по разни форуми, дебати и настани кои што се организира овде во Њујорк, тоа дека е крајно време Генералното собрание на Обединетите нации да почне да го води жена. Во делот на она што се нарекува глобален мир, кој што во моментов недостига, се очекува председателката Силјановска силно да стави силен фокус на тоа дека треба да ја осуди војната агресија која што се случува во Украина и да повика на мир на Блискиот Исток. Како што реков, ја очекуваме председателката Силјановска за нешто помалку од половина час. Таа рано утрово имаше свое обраќање и на конференцијата за програмата за млади. Имаме дел од него, предлагам да го слушнеме. I come from a small European country. For 20 years we have been waiting to become member of the European Union. Many of you Macedonian peers are tired of waiting for the European future, so they are leaving the country. This applies to most countries of the Western Balkans. For small states like ours, the statistics are not abstractions. For things to change, youth engagement must not be symbolical, but rather substantial participation in the decision-making processes. Александар, во очекување на говорот на председателката, ќе имаме повторно во централното издание со пораките кои ќе бидат упатени, секако и за другите активности на македонската дипломатска делегација во Њујорк. Благодарам.